Илинден нека не обедини, нека не подсетува на жртвата која што генерациите оставиле за денеска да имаме слободна и независна држава Македонија, порача премиерот Христијан Мицкоски на чествувањето на 2 август, денот на Републиката во Скопје. Мицкоски ја предводеше владината делегација која се поклони и положи цвеќе на споменикот на председателот на Крушевската република Никола Карев пред зградата на Собранието, на споменикот на Аснон во паркот Жена Борец и на споменикот на првиот председател на президиумот на Аснон Методи Андонов Ченто на плоштадот Македонија. Овој ден нека не подсетува на жртвата која што генерациите ја оставиле за да може нашата генерација да го има ова што денеска го имаме, а тоа е слободна, независна држава Македонија. Нека нивната жртва не подсетува каква држава треба ние да оставиме на генерациите кои што следат после нас. Држава во која што ќе имаме среќни граѓани, држава која што ќе биде просперитетна, држава која што ќе биде татковина на сите без разлика на етничката припадност. Овој ден нека не обединува, овој е ден за обединување, да се слави, јас би рекол и да ни е векови денот, да го чествуваме достоинствено и напомош нека ни е светилија. Во својата порака Мицкоски нагласи дека одговорност имаат и граѓаните, но особено институциите, да се продолжи патот започнат во Крушево и потврден во Аснон, со работа, честност и грижа за иднината. Како влада, вели премиерот, биле посветени да ја направат Македонија држава на можности, праведна, безбедна и просперитетна, со силни институции што ќе бидат на страната на граѓаните. Председателот на владата беше придружуван од вице-премиерот Изет Меджити, како и министерката за образование Весна Јаневска. Собраниската делегација предводеше подпредседателот Антонио Милошовски, а цвеќе на спомениците во Скопје положи градоначалничката на Скопје Даниела Арсовска, партиските делегации, како и двајцата кандидати за прв човек на главниот град Орце Георгиевски и Каја Шукова. Македонија денеска го празнува и слави најголемиот македонски празник, двата Илиндена, 122 години од Илинденското востание, односно раѓањето на Крушевската република и 81 години од првото заседание на Аснон. Илинден е најсветлиот ден во македонската историја, символ на македонската борба за слобода и државност, ден кој врзува две епопеи и еден идеал, а тоа е идеалот за слободна и независна Македонија.